Добре дојде во Преспа, од убава по убава. Преточена е во песната Преспанска убавица. Препозната е по преспанското јаболко. Посетена е од голем број на гости и видни личности. Но за жал, поделена е на 3 држави. Исто оро се играло, исти песни се пеели, иста приказка на децата им се кажувало. Но не и иста судбина се имало. На едните преку езеро не гледајте му велеа, а другите од пенџере ги слушаат. Не зборвајте на тој јазик, ти јазици ќе сечиме. Третите, Александар, си уживаа во благодетите изобилството на македонската историја, литература, култура и идентитет. Го негува, го изучува, го развива, за ние денес да можеме да се поздравуваме, да се прегрнуваме, историјата на Македонија да се ја раскажуваме. Ах, Преспа, зашто си вака намутена? Зашто си замислена? Зашто на рацете имаш зарешки? Кој ти го сторе тоа? Искажи се. Ех, чеда мој, пред многу години кај мене дојдоја некој джелат касапи. На друг јазик зборува. Тие ми ги врза и рацете и нозете. Зато имам зарешки на раце и на нозе. После тоа тие джелат касапи над мене фрлеа бомби, молотови, за да ме уништат, да ме сотрат, да не постојам. Но јас го слушав плачот на мајките и децата, кога ги брка од своите домови и дворови. Тука покрај мене врвеа. Ги гледав како мајките влажните пелени на децата од крошната на голо месо ги сушеа. Одеа и назад гледаа. Тешки крвави солзи ронеа за болката што му нанесоа. На Јадрано ги однесоа. Со бродој низ Европа ги распрчка. А косата, зашто ти е избушена? Зашто ти е крената? Чеда мој, во последно време, некој од моите сака јазикот да ми го сече. Сршта да ми ја променат, од тефтерите да ме избришат. Кој беа тие, што беа тие, не знам. Не хубавице, не си ставај брчки на твоето убаво лице. Тука е родот и породот твој, да те брани, да те штити. Тие што сака јазикот да ти го сечат, сршта да ти ја променат, од тефтерите да те избришат. Верувај дека еден ден ќе бидат казнати пред олтарот на вистината. Цело време ќе шетат со наведнати глави, не ќе можат да одат нити на свадби, венчавки, крштевки. А родот твој и породот, иако се распрчкани низ Европа, Канада, Америка, тие те посакува да бидиш цела и неповредена. Ево, во последно време, од светското големо јаболко, Ѓорѓијана Јане со писмо во етеро на вистината се јави, повикувајки се: дајте да ја одбраниме Преспа од силеџи, измамници, предавници. Си појде во најубавата антрополошка лабораторија да си провери крв и срж. Вие, господине, му рекоја, потекнувате
од еден голем манастир на Балканот, кој што се вика Македонија. И твоите ангели чувари се јавија, како предводници на сите ангели. Во атаро на црквата Свети Арангел и Михаил, во селото Пустец, со македонско знаме, целиот род и пород твој, на исто оро се патија, иста македонска песна пеја, на иста софра седеја. Затоа, убави се. Ако Македонија е бисер на Балканот, Преспа е икона на Македонија. Ако Македонија е црква на Европа, Преспа е олтаро на Македонија. Зато убави се, измазни ја твојата убава коса од самовила, облечи ја белата промена, со платно избелено на билјанини охридски извори, и ти на веки векови ќе останиш македонска преспанска убавица.